Утрински стихови од Библијата. 21 август. Неговата крв беше пролеана за мнозина. Зашто ова е мојата крв на заветот, која се пролева за мнозина, за проштавање на гревовите. Матеј 26-28. Божи деца, какво драгоцено ветување! Колку е потполно и сеопфатно страдањето кое Спасителот го поднел за нашата вина. Во својата непроменлива љубов, Откупителот се уште се повикува на својата света крв, пролеана поради грешникот. Ранетите раце, прободената страна и повредените нозе гласно се застапуваат за паднатиот човек, чиј што откуп е платен со таква неизмерна цена. О неспоредливо и несватливо спуштање до човекот! Ниту времето, ниту настаните не можат да ја намалат моќта на искупителната жртва. Како што пријатниот мирис на темјанот и Ароновото попрскување со крв над престолот на милоста, небото ги прифатило како символи за очистување за старозаветниот Израел, така заслугите на закланото Божје јагне, тој денес ги прима како средство за вистинско чистење од секоја нечистотија на гревот. Додека го примаме лебот и виното, што го символизираат Христовото скршено тело и пролеана крв, во мислите и се придружуваме на сцената на светата вечера во горната соба. Ни се чини дека поминуваме низ градината посветена на предсмртните маки на оној што ги понел гревовите на светот. Стануваме очевидци на борбата што ни донела измирување со Бога. Меѓу нас се издигнува распнатиот Христос. Гледајќи го распнатиот Откупител, подобро ја сваќаме големината и значењето на жртвата, што ја поднело небесното величество за нас. Планот на спасението е прославен пред нас, а помислата на Голгота буди живи и свети чувства во нашето срце. Славење на Бога и на јагнето ќе биде во нашите срца и на нашите усни, бидејќи гордоста и себеобожувањето не можат да цветаат во душата што ги чува живи во сеќавањето сцените од Голгота.